Новогодишните честитки изработени од вештите раце на лицата со посебни потреби преку работилниците на ЦПЛ порака од македонска каменица му донесоа донација на Дневниот центар за лица со посебни потреби во вредност од 100.000 денари. Чекот го донираше Lions клуб од Скопје, откако ги преработи и препродаде честитките. Работиме во полза на сите оние на кои што им е потребна помош. Такви се и лицата од овој дом за грижа на децата со посебни потреби. Голема благодарност до нив за честитки новогодишни кои ги изработија, кои Lions ги отпечати и ги пушти во продажба. Приватни фирми кои ги откупија честитките, односно средствата кои што ги собравме, ги користиме како донација за подобрување на условите на овој дом. Огромна чест и задоволство ни е што можеме да придонесеме за подобрување на овие услови. Лицата со посебни потреби од нашето здружение ги изработија честитките, во соработка со Рудник САСА беа предадени и преработени. Средствата од донацијата ќе бидат наменети за доопремување на Дневниот центар, кој како што најави градоначалникот Митевски, за 20 дена ќе биде отворен за сите лица со посебни потреби од македонска каменица. Задоволството е огромно заради тоа што е една невладина организација сепак се определила да дава финансиски средства и за помалите општини во Републиката, во периферијата, не само во центарот на Скопје. Се надеваме дека овие средства ќе бидат искористени за нагледни средства кои што ќе бидат за помош при оформувањето на новиот дневен центар за деца со посебни потреби. Свој удел во донацијата имаше и Рудникот за олово и цинк САСА, а како нивни представник беше директорот за развој и инвестиција господин Максим Прохоров, кој воедно е и член на Lions клубот од Скопје. Рудникот САСА ланска година имал прв пат покрената една иницијатива кога наши деца од македонска каменица, деца со посебни потреби, за наши потреби на Рудникот САСА ги изработија честитки кои после ние ги дистрибуиравме до наши пријатели, до наши респонденти. И поттикнати од таквиот начин, ние бевме многу воодушевени и се со цел да нив помогнеме уште подобро на наши деца. Ги замоливме истото да направат оваа година, а јас како приватно лице и член на Lions International, односно Lions клуб Центар Скопје, ги замолил мои колеги во клубот и моја замолница била прифатена, со што денес ние сме во можност да реализираме една донација во износ од 100.000 денари со цел опремување на овој многу убав нов објект со кој децата од македонска каменица што се со посебни потреби ќе си го најдат својот дом во тек на дневниот престој и ќе бидат добро згрижени. Инаку Дневниот центар за лица со посебни потреби во Македонска каменица се градеше со средства од Општина Македонска каменица и Министерството за труд и социјални работи. Општина Пехчево е една од општините која заедно со UNDP успешно го реализираа проектот за социјална инклузија, проект кој во третата фаза од неговата реализација резултираше со воведување целодневен престој за децата од детската градинка 7 септември. Соработката која општина Пехчево пред 3 години ја започна со UNDP преку реализација на програмата за социјална инклузија веќе ги дава очекуваните резултати. Последниот проект со воведување целодневен престој за дечињето од детската градинка 7 септември во село Чифлик е само еден од таквите примери. Еве добивме една установа во детската градинка, една група на јасли која што беше неопходна за голем број од нашите граѓани. Имаме проект претходно што го работевме за општинско корисна работа за нега на стари лица. И еве сега ова е конечен проект како трет проект значаен за нас, за децата од руралните села да ги избринеме во целодневна настава. We've heard from the parents that it's a great experience for the children to have socialization, to have a little bit of teaching very early on, and it frees up the parents to do their jobs, to look for employment, to do their work and to have some free time. Постојано се дружат, научуваат многу работи, значи многу леснително за нас родителите, бидејќи тие што одиме на работа, значи не треба да се грижиме за децата и тоа се прекрасни услови за нас. Реализацијата на вакви проекти во помали средини е од огромно значење, затоа што се овозможуваат подобри услови за престој во градинките, а од друга страна, преку проектот Општинско корисна работа кој се реализираше во изминатиот период, се овозможи и вработување на лица кои подолго време биле без работа. We've had really good experience with the municipality in our Community Works project, which is aimed at, on the one hand, at providing services for vulnerable groups that
the municipality hasn't been able to provide so far, and in providing employment for people who've been unemployed for a long time. So it was a good proposal from the side of the municipality, and we've had success in many years running, so we look forward to continuing this in other directions as well. Со проектот за целодневен престој во градинките се вклучени села Тумлена и Чифлик, а од општината се надеваат дека тоа ќе продолжи во останатите рурални средини. До сега имавме разбирање, верувам дека ќе имаме и понатаму разбирање, се со цел да обезбедиме подобри услови. This is a program that has been continually expanding from the start because it's such a good idea, and it suits especially small and rural municipalities that don't have the advantages of cities. So already we've reached out and we've served at least 9,000 people. Инаку во рамки на проектот кој се реализираше во детската градинка во село Чифлик, работно во период од 6 месеци беа ангажирани 7 лица, додека со средство од UNDP се реновирани сите постоечки простории.